Автомобилската индустрија и моделите кои се произведуваат во голема мерка се врзани со емоциите. А денеска имам прилично големи лични емоции за представување на денешниот тест. Ја имаме новата Фронтера, но ќе ве вратам во 1998 година, кога ја возев првата генерација на Фронтера во низиното редизајнирано издание, кое беше голем теренец со големи теренски способности. Денеска Фронтера е многу помала. Таа има и многу послаби мотори, не е теренски ориентирана, но ја наследува приказката на првата Фронтера. Да, емоциите се многу битни. Како што ви реков, поминаа цели 26 години кога првпат ја возев Фронтера. Сега ја возам модерната, но таа ниту дизајнерски, ниту наменски нема врска со првата генерација, но сепак го носи големото име. Затоа Opel ја користи платформата, средната платформа на Stellantis за да постави едно овакво монументално здание. Таа е едноставна. Напред го имате визор, препознатливиот дизајнерски јазик на Opel за надворешноста, но сепак направени се некои измени, особено на браникот, да потсетуваат на незината кросоверска ориентација. Кросоверската ориентација на Фронтера е очигледна. Таа е сега далеку под 5 метри долга. Незината каросерија бележи 4,4 метри должина, но со вешти зафати таа е направена да делува многу теренски. Така и задниот дел, кој повторно го задржува потписот на Opel, но сите контури се многу поокомити. Фронтера во своето ново издание има две верзии со 5 и 7 седишта. Поставеноста на меѓуоскиното растојание е поголемо од 2,6 метри и оваа контура на висина треба да има доста простор во внатрешноста. Таа на задната клупа, како што гледате, има одличен простор и може комотно на пократки релации да прифати 5 патници, но четворица и на подолги релации би уживале во внатрешноста. Да, требаше да се направат доста компромиси, да се прифатат многу решенија, но сепак да се вклопат во оној препознатлив опеловски стил. Затоа Opel употребува два 10-инчни монитори кои се споени и многу функционални. Овие исти решенија може да се видат во повеќе модели на групацијата Stellantis, но сепак Opel успеа да направи една убава монументалност на внатрешноста, каде доминираат модерните монитори, но сепак облините и внатре целата поставеност дава една персоналност која е типична за дизајнот од руселски. Она што ми се допаѓа што се задржани доста физички прекинувачи, како што е за клима уредот и за некои останати функции, но функционалноста на централниот дисплеј е исто така добра, бидејќи менито е јасно. Што се однесува до седењето, секоја Фронтера има AGR седишта. Тоа значи дека се оптимално приспособени да пружат максимално удобство, но и поддршка на телата на возачот и на сопатникот. А што се однесува до воланот, тој е поставен токму онаму каде што треба и тој ги содржи оние функции кои се најнеопходни за возењето. Во својата моторизација, новата Фронтера има два избори. Тоа е електричниот погон кој го има со две изведби на батерии и оние што се поинтересни за нашиот пазар, тоа се со мотори со согорување кои се поддржани од благ хибрид. Тие се со силина од 100 и 136 конски сили.
Јас сум задуправувачот на изведбата која е со 136 коњски сили, која ќе биде интересна за македонскиот пазар. Таа пред се е рационална верзија која овозможува нешто повеќе од она што се прикажува на декларацијата. Во услови на градско возење фронтерата е како риба во вода. Моторот на фронтера е впарен со 6-степен автоматски менувач, кој во градски услови на возење секогаш ги одржува ниските вртежи, па така не продираат силни звуци во кабината, а движењето е линеарно. Високата седечка позиција ви овозможува одлична прегледност дури и во градски услови на се она што се случува околу вас. Бројните асистенти на возачот секогаш го скенираат просторот околу каросеријата, па така имате поддршка од нив во сите услови на возење, особено во градски услови, каде што вниманието на возачот треба да биде многу поголемо поради оптеретеноста на сообраќајот, но и поради останатите учесници во сообраќајот. Она што ми се допаѓа кај фронтера во градско возење е што е култивирана и тивка. По вокација Македонија е планинска земја, па многу луѓе се прашуваат дали овој мотор ќе биде адекватен за користење и во нашите услови. Мајорка е остров во Средоземјието, но неговата конфигурација е исполнета и со планински рути, каде што сега ќе ја искушиме нашата фронтера. Сепак, пред да стигнеме во планините, ја возиме фронтера на автопат. Таа многу добро крстари по автопатот. Со брзина од 120 км на час, колку што е дозволена, можете и самите да забележите дека звучната изолација е на високо ниво. Но она што е поважно, моторот не се гуши. Тој многу добро го одржува темпото. Можеби нема експлозивни меѓузабрзувања, но сепак за едно култивирано возење и употреба во нормални услови и нормални очекувања од еден автомобил, фронтерата пружа убаво задоволство. Тука морам да го истакнам и однесувањето на подпирањето, кое е германски скроено. Да, подпирањето е малку потврдо, типично германско, но во ниту еден момент не е компрометирана удобноста во возењето. Тоа се чувствува посебно, бидејќи сите оние микровибрации кои се типични за возење на автопат се анулирани. И стигнавме на брдска делница, а тука веднаш се чувствува дека со малку подинамично притискање на педалата за забрзување, моторот се буди, но тој произведува еден многу поинаков звук. Звук како да ги терате клиповите да излезат од цилиндрите. Не помага ниту 48 волтната поддршка, но она што е за пофалба во фронтерата е што има високо тежиште, но сосема добро и стоички се држи низ свиоците. Ке мора да се помирите доколку сакате подинамично да ја возите со продорниот звук на моторот и нешто поголемата потрошувачка. Мислам дека и во македонски услови на возење, посебно на делници како што се Блетвари, Стража, нема да почувствувате поголеми проблеми да ги надминете.
Патот е полн со свиоци и доста е забавен за возење. Може би ќе беше позабавно да не беше толку оптеретен и да има посилен мотор. Но ќе повторам, Фронтерата со своите 136 конски сили пружа сосема солидни перформанси на кои нема да почувствувате поголеми предизвици за да ги поминете своите линии на движење. Калибрирањето на подпирањето е сосема солидно и нема потреба од многу интервенции од електрониката. Минус на овој пат се покажа во внатрешноста, а тоа е малку попродорниот звук на трицилиндерскиот мотор, но ќе напоменам дека тоа не е ништо страшно. На крајот на возењето се сумира и потрошувачката. Јас поминав некаде околу 200 километри со ова издание на Фронтера и мојата просечна потрошувачка е 7,9 литри, што е солидно. Фронтера е направена за култивирано возење, а се надевам дека во градски услови, кога ќе имам повеќе можност да ја возам, ќе покаже и пониска потрошувачка. Овој звук што го слушате е доста продорен и може би и не е допадлив. На овие делници со свиоци, но и кога ќе се сублимира однесувањето на Фронтера на автопат и во градска средина, можам да кажам со мирна совест дека ова сепак е кул возило. Не само поради изгледот, туку и поради решенијата кои се понудени и рационалноста на самиот модел. Во Македонија, како што кажав, врз основа на моите пресметки направени од германските цени, Фронтера би требало во ова издание да чини околу 26.500 евра. Доколку биде таа цена, Фронтерата ќе влезе во предвид на многу купувачи, особено на оние со семејни потреби, бидејќи нуди голем внатрешен простор и удобност, како и голем багажник. И тука доаѓа полека крајот на возењето на Фронтера. За оваа дистанца што ја извозев повеќе од 200 километри на разни патишта низ Мајорка, од планински до градски рути, се покажа дека Фронтера е повеќе од рационален автомобил. Да, тој ја дели основата со многу модели од групацијата Stellantis, кои исто така ги имам возено, но морам да кажам дека Opel ја задржа германската школа на подесување, на подпирањето. Па така, Фронтера, иако има мал мотор, таа има големо срце и може да пружи колку толку возбуда во возењето. Фронтера покажува дека е достоен наследник на едно големо име и достоен модел за големината на името на Opel. Тоа беше се што подготвивме во ова издание на Автомагазин. Се гледаме за 7 дена. До гледање.